се наоѓаме на Глишички рид, директоре, повторно вас ве гледаме овде со вашите ученици, меѓутоа и луѓе од македонски шуми. Па вака, како што кажавме и минатиот пат, имаме ние како училиште предвидено повеќе локации за пошумување. До сега имавме на 5 локации низ општина Кавадарци во градското подрачје пошумување. Сега, според планот кој што го имаме, пошумување имаме со околу 500 садници во Глишички рид. Така да нашата цел е, како што го имавме и нашето мото сега за оваа акција, да го направиме зелен нашиот свет. Се трудиме како училиште нашите ученици да бидат вклучени во сите активности во врска со шумарството, да засакаат природата пред се, екологијата, бидејќи ние сме училиште кое што ги образува учениците пред се да ја сакаат природата. Заменичката директорка на Национални шуми е овде со нас. Давате ли поддршка на ваквите акции? Значи, добар ден. Прво, мило ми е денеска што сме овде во поддршка на Средното земјоделско шумарско училиште. Значи, јавното предпријатие заедно со подружницата од Бор Кавадарци се вклучи во оваа убава акција. Значи, јавното предпријатие Национални шуми не само што ја поддржува оваа акција, туку и промотор на сите вакви акции низ Македонија. Ние ги правиме, ги поддржуваме. Во последно време имаме вклучено голем број на владини и невладини организации и државни институции кои што пројавуваат желба и интерес за да влезат во овие акции на озеленување на Македонија, на државата, се со цел за подобра животна средина и иднина на нашите идни генерации. Јавното предпријатие произведува различен тип на садници и спрема тоа ги предвидуваме садниците на различни локации. Пошумувањето оди, значи, според видот на месторастењето, такви садници и планираме, се со цел да биде успешно. Такви стручни совети имаме овде заедно сега со Средното шумарско школо поделено, да успееме овие ерозивни подрачја, ранливи подрачја околу Кавадарци, да ги претвориме во зелени површини и да бидат огледало и место за одмор и рекреација на местното население. Благодарам. До крајот на оваа сезона имате ли нешто намера да продолжите со вакви акции? Па имаме уште во соработка и со општината Кавадарци, имаме повеќе локации кои што предвидуваме исто пошумување, озеленување со разни видови дрвни видови, исто имаме во понатамошниот период и со разни цветни видови, така да се трудиме максимално да одговориме на нашата цел во училиштето, кој што си ја имаме поставено, и верувам дека ќе покажеме како училиште дека се грижиме за природата пред се. Како вие ја оценувате денешната акција за пошумување на Глишички рид? Денешната акција, нормално од еколошка гледна точка и од сите други потреби за општина Кавадарци е со големо значење. Општина Кавадарци, морам да потенцирам дека 3 години, поред заедно со ЈП Македонски шуми и со директорката Башова, имаме добра реализација на пошумување на приградски делови. Да. Исто така морам да потенцирам да кажам дека покрај денешната акција кај што се засадени овие дрвца, договоривме со директорката да општина Кавадарци се вклучи малку по-активно во делот на пошумувањето и за оваа година за есенско пошумување, ево нека биде и најава, че бидат повеќе од 50.000 садници кои ќе ги засадиме заедно со ЈП Македонски шуми. Сите садници кои што ги обезбедиме, општина Кавадарци се вклучи во делот да ги покрие тие садници, а Македонски шуми во делот на садењето и правењето на програмата. Тоа ќе остане и во идно време пракса и практика да општина Кавадарци минималниот број од 50.000 до 60.000 садници секоја година го спроведува во делот на садењето. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на 3x
www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.